Македонија скапо ги плаќа грешките направени од властите во минатото. Дали од лекомисленост или водејќи се од лични интереси, сметаат дека со потпишување на бел лист хартија и прифаќање на преговарачката рамка, проблемите на Македонија ќе исчезнат, а членството во Европската Унија ќе се случи преку ноќ. Сепак Бугарија не бира начини и средства како да го блокира европскиот пат на земјата. По бугарите во устав, сега и акцискиот план за малцинствата стана нова пречка за Македонија да ги отпочне преговорите со Европската Унија. Мицкоски нема одговор што е тоа што на Бугарија и смета во акцискиот план, иако истиот е усогласен со експерт од Европската комисија и со 26 земји членки на Унијата, освен Бугарија. За жал, некои претходни политички елити кај нас тоа не успеа да го препознаат и беа кратковиди и предпоставувам лекомислени или се воде од личните интереси, мислејќи дека ако потпишат бел лист хартија, сите проблеми ќе бидат решени. Тоа така не иде во реалниот свет и во реалната политика. За жал направија големи проблеми, за жал ќе треба тие проблеми да ги решаваме и ги решаваме еден по еден, но ќе се бориме. Впрочем, тоа е нашата задача, да се бориме. Со истиот Македонија се обврза за подобра застапеност на заедниците во институциите, заштита на нивниот културен и јазичен идентитет, унапредување на образовните и културни права, како и следење на говорот на омраза. Тој е изработен на македонски и англиски јазик од домашни и меѓународни експерти во блиска консултација со Совет на Европа и Европската комисија и е документ кој што содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции и е целосно усогласен со највисоките европски стандарди. Наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот од јануари годинава е предмет на апстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија. Акцискиот план не е единствената блокада на Бугарија за Македонија. Претходно источниот сосед се противеше и земјата да биде дел од регионалната платформа Три мориња, иницијатива која ги поврзува земјите меѓу Балтичкото, Јадранското и Црното море.